Здраво! Добре идете на новата епизода на мојот подкаст. Денес не сакам да почнам со теорија и веројатно ова ќе биде една кратка, сладка епизода каде што прво сакам да прочитам една приказна. Доста необичаено за подкаст епизода, но не е невообичаено за мене. Јас многу ги сакам приказните и најверојатно доколку не бев психолог, не бев психотерапевт, не работев во групи со луѓе, претпоставувам дека оно што би сакала да го правам е да пишувам. Ова е една приказна која што се наоѓа во книгата Крадец на колачиња, која што на секого топло му ја препорачувам. Книгата е некоја смешна сума, тешко се наоѓа. Јас мислам дека последен пат најдов неколку изданија на сајмот за книга. И доколку ја имате, а не сте ја прочитале, задолжително да ја прочитате, многу е лесна, има многу убави приказни и е нешто што мислам дека многу повеќе ни фали и да го читаме и да го впиваме отколку доста тешки книги. Станува збор за приказна број 35, Прозорецот во болницата. Двајца мажи, сериозно болни, лежеле во иста болничка соба. На едниот маж му било дозволено секој ден да седи исправено на својот кревет по 1 час, затоа што на тој начин му ја ваделе течноста од белите дробови секое попладне. Неговиот кревет стоел веднаш до единствениот прозорец во болницата. Другиот маж морал да го поминува целото свое време, легнат и испружен на грб. Мажите разговарале со часови, до бескрај, зборувале за своите жени и семејства, за своите домови, своите работи, служењето во војска, каде биле на одмор. И секој попладне кога мажот во креветот до прозорецот се исправувал, тој на својот цимер му ги опишувал работите кои ги гледал низ прозорецот. Мажот кој морал постојано да лежи, почнал да живее за тие едночасовни периоди кога неговиот свет се ширел и живнувал од целата активност и разнобојност на светот надвор. Прозорецот гледал кон прекрасен парк во кој имало преубаво езеро. Во водата на езерото си играле патки и лебеди, додека децата управувале со своите електрични бродови и играчки. Млади љубовници се шетале рака под рака низ цвеќињата кои биле со боја на виножито. Местото било украсено со стари големи дрвја, а во далечината се гледал големиот град со грандиозните облакодери. Додека мажот покрај прозорецот ми ги опишувал сите овие раскошни детали, мажот од другата страна на собата ги затварал очите и ја замислувал живописната гледка. Едно топло попладне, мажот покрај прозорецот ја опишал парадата која се одвивала надвор. Редица весели луѓе кои поминувале. Иако другиот човек не можел да ја чуе музиката, тој со очите на својот ум можел да ја види баш како што деталните зборови на господинот покрај прозорецот ја опишувале. Поминале денови и недели. Едно утро, медицинската сестра дошла да им донесе вода за капење и го нашла безживотното тело на мажот кој лежал покрај прозорецот. Тој мирно починал во сон. Таа била тажна и ги повикала одговорните да го земат телото. По некое време, кој изгледало соодветно и културно, другиот маж прашал дали ќе може да го поместат покрај прозорецот. Сестрата со задоволство го одобрила тоа и отколку добро го наместила, таа го оставила сам. Полека, болно, тој се поткренал на едниот лак за да може да го види светот надвор за прв пат после многу долго време. Да го доживее задоволството од тоа да го види со своји очи. Се напрегнал за полека да погледне низ прозорецот до креветот. Тој гледал во празен, сив ѕид. Збунет, мажот ја прашал медицинската сестра зошто неговиот починат цимер би можел да измислува и да му опишува толку прекрасни работи, кога очигледно не можел да види ништо такво низ овој прозорец. Сестрата му кажала дека другиот маж бил слеп и дека тој воопшто не можел да го види ниту ѕидот. Таа рекла, може би сакал само да ве охрабри. Ова е приказна која што може би сте ја слушнале, меѓутоа е приказна која што мене искрено многу ме погодува. Не е дека е сладка, туку е сурово реална, меѓутоа многу често ме потсетува на нешто што го гледам. Во животот немаме секогаш прекрасен парк пред прозорецот, реалноста некогаш навистина е ѕид. Умор, конфликти, неразбирање со партнер, неспиење со бебе, страв, финансиски притисок, осаменост, болест. И ако сме сите искрени, многу луѓе живееме така, гледаме во ѕид. Но оваа приказна искрено носи нешто друго и токму затоа сакав да ја снимам и да ја донесам во една епизода, затоа што психолошката реалност не ја создава само тоа што ни се случува, туку и значењето што му го дадеме. Затоа што двајца луѓе може да живеат во ист дом,
во исти услови, со исто здравје, со иста состојба, едниот да чувствува дека се е товар, дека е заглавен, дека му е тешко, а другиот да чувствува дека е ова тежок период, но не е целиот негов живот. Двете личности можеби живеат во истата надворешна реалност, меѓутоа не живеат во истиот надрешен свет. И обратно, многу често среќавам личности кои што имаат таков прозорец, но нивниот внатрешен свет се состои од зидини. Искрено тука секогаш се подсетувам на Виктор Франкл, некој кој што многу го сакам и кој што често го споделувам како некој од најголемите мудрости кои што ги носи, особено за човековата слобода, каде што тој вели дека всушност последната човекова слобода е да избере каков однос ќе има со околностите. И ова е нешто за кое што доста споделував и во Слободна. Не можеш секогаш да ја контролираш ситуацијата, но често можеш да влијаеш на перспективата. И мислам дека е ова многу важно. Пред се да не се разбереме погрешно, ова не е токсична позитивност. Значи, не е само мисли позитивно или не постои ништо негативно и се е супер, туку и не значи не да се смееш и дека се ќе помине, баш она некако насмевни се и се ќе помине. Не. Ако пред тебе има зид, не мора да се убедуваш ти дека е парк. Но, што можеш да направиш? Можеш да одлучиш дека зидот не е крај на приказната. Да кажеш да прифатиш дека е тешко, меѓутоа сепак има нешто повеќе од ова. И исто така вториот дел од приказната мене многу повеќе ме трогнува, затоа што човекот што го опишувал паркот во суштина бил слеп. И можеби тоа е најголемата некоја символика. Значи, тој не го видел паркот, но станал извор на надеж за другиот. За мене ова е многу моќно, затоа што некогаш мислиме дека ќе можам да давам кога јас ќе бидам целосно средена или добро, ќе инспирирам кога ќе немам своји борби, кога ќе ги надминам, не знам, ќе бидам добра мајка кога ќе ми биде полесно, кога децата ќе пораснат, но во суштина реалноста е поинаква, затоа што често тукму луѓето кои најмногу страдале, најдобро знаат како да внесат светлина во нечи живот. И јас како психолог и терапевт ова го гледам постојано. Луѓе што минувале низ анксиозност, многу често стануваат многу смирени родители, луѓе што биле напуштени, учат длабока лојалност, луѓе што баш нагледале зид, понекогаш стануваат прозорец за целата фамилија, за целото семејство. И затоа денес не сакам нешто многу паметно да ти кажам, но сакам да те прашам во што гледаш ти. Каков прозорец си ти за луѓето околу тебе? Кога партнерот ќе те погледне, што чувствува? Што чувствува покрај тебе? Кога детето ќе те погледне, што учи за животот? Кога партнерот или пријателот или некој близок ќе падне, како е да се биде покрај тебе? Кога пријателка ќе ти се јави, што добива од твоето присуство? Страв? Цинизам, безнадежност или можеби добива простор, мир и можност да видиш пошироко. И ти и таа. И знаеш, многу ми е важно тука само да донесам дека не мора да се лажеш или да ги лажеш другите дека се е добро. Не мора да им покажуваш дека животот, не знам, го минуваш што не знам каква леснотија, но можеш да им покажеш дека ако има зид, тоа е само еден зид, а животот е поголем од овој момент, или дека можеби па и тоа е дел од реалноста на животот, дека тоа е еден вид на зрелост и не е поентата да глумиш дека нема болка, туку пашано да останеш поврзана со една надеж без да ја негираш реалноста. И знам дека ова е доста тешко, но не е нешто кое што е невозможно, ова е нешто кое што се учи, баш е некако еден шифт, една промена на фокусот кој што го носиме и покрај тоа што гледаме во зид да бидеме свесни дека ние можеме нашиот натрешен свет да го зајакнеме, да гледаме во него, да работиме на него, фокусот да го смениме. Јас баш неодамна слушав една многу интересна подкаст епизода, каде што таа која што зборуваше сподели доста тешко детство кое што го имала и сега мислам дека е некоја мултимилионерка станата доста позната и баш сподели во еден момент дека она кое што таа всушност секој ден го прави е баш се труди да го живее животот така што ги гледа малите работи во него. Значи не ја бара вредноста само во големите успеси, во големите работи, туку станува, гледа во прозорецот, гледа надвор, си ја гледа горе, си ја лицата, каков лустер има, каква е светлината, си
подготвува чај, пробува да го пие како да е прв пат. И тоа е нешто кое што и низ детството и останало да ја држи, меѓутоа и сега во возрастноста, затоа што тоа што таа денес е успешна, популарна, има добар бизнис и така натаму, не значи дека нема никакви проблеми. Но она кое што ја одржува не се тие големи работи кои што ги има, туку е буквално тоа, кровот над глава, чајот што го пие, секојдневието кое што го минува, погледна низ прозорецот кој што го има и така натаму. И затоа денес сакам малку само кратко да те поттикнам да размислиш каде во твојот живот моментално гледаш само зид и што би видела ако направиш еден чекор назад и пробаш да погледнеш пошироко, пробаш да погледнеш баш некако да видиш што во суштина има надвор од тој зид. Се надевам дека оваа кратка и сладка епизода ќе ти донесе малку не мотивација, колку можеби да те потсети да ја видиш таа внатрешна моќ што ја носиш, а тоа е да работиш на твојот внатрешен свет кога не можеш да ја смениш реалноста надвор.